Добре, криптоентузијасти, конечно успеавме да го направиме ова видео. Имав некои проблеми, едноставно знаете, премногу обврски, не можам да стасам се да направам на време. За жал, за тоа и малку страдаше самиот канал, но верувам да ќе ми простите на крајот од денот, нели, материјата и понатаму продолжува. Сега, прва и најбитна работа пред да почнем со денешното видео, само сакам да најавам, значи после правењето на ово видео денес, ќе направам и подкаст со Криптофил. Ќе разговараме на темите Ethereum Spot ETF, што тоа значи, нели? Чисто мислење да поделиме со него. Потоа ќе разговараме на втората тема, која што е криптопредседатели и колку тоа ќе биде битно во криптосекторот, како и третата тема која што е негова специјалност, а тоа е yield mining и, нели, пасивен инкам од крипто, да речеме кои се неговите искуства, ќе поразговараме, нели, генерално како изгледа тоа од негова, од моја страна. Значи идејата е да добиете секундарно мислење на каналот и затоа верувам дека е многу битно да имаме ваков тип на видеа, така да се надеваме дека ќе се погодиме со Криптофил. Ако сето тоа биде уред, нормално тоа ќе продолжи понатаму како што беше претходно со Никола, ако се сеќавате. Како и да е, значи продолжуваме и понатаму. Со тоа што се денеска првата вест ќе биде Mt. Gox и неговата распредел. Значи гледам дека доста многу луѓе се исплашени од ова. Нормално денеска ќе разговараме за алткоини, но претходно има некои интересни биткоин вести кои што сакам да ги споделам со вас. Меѓу кои првата е токму тоа. Mt. Gox распределува одредена голема количина на биткоин, биткоин кеш и во оваа ситуација јени на одредени wallet-и. Нормално веднаш настана паника. Значи 12.240 биткоини беа преместени. Сега вака, значи да се разбереме на работа. Mt. Gox е, право за оние кои што не знаат, една пропадната менувачица од Јапонија во 2014 година, која што во тоа време имаше најголема количина на биткоин. Станува збор за 750.000 биткоини, која што беше хакирана и по ваквиот напад беа одземени сите овие биткоини, 200.000 биткоини беа вратени. Слична ситуација и со биткоин кеш. И во оваа ситуација сега конечно овие 200.000 биткоини после долги години конечно ги враќаат назад на собствениците кои што практично ги поседуваа овие биткоини. Така. Сега, нормално дека нема да ги вратат во еден ден, така да и ако имаме дамп, тој дамп нема да биде толку голем колку што луѓето очекуваат, имајте го тоа предвид. Така да овие големи трансакции не значи дека сега они 12.000 биткоини ќе пратат на некого, туку тоа се само големи количини кои што потоа ги користат за праќање на одредени личности во однос со тоа колку биткоин има. Така да имате го тоа предвид, значи ова според мене не е причина за паника. Паника би била доколку, како што веќе се зборуваше на почеток, ги продадат сите овие биткоини со цел да вратат само јени назад на луѓето. Но тоа не го прават. Значи во оваа ситуација ги враќаат биткоините. Да не забораваме, многу од овие луѓе се екстремно профит со оглед на фактот дека во 2014 цената на биткоин беше само неколку стотини долари по биткоин и за тоа го разбирам дел дека може да имаме, нели, дамп на пазарот, но не верувам дека сите ќе продаваат. Од друга страна, ваквата распределба не оди се заедно, туку веќе е започната повеќе од месец дена, значи да се исплаќаат овие биткоин кеш и јени на нивните нели во тоа време така речено клиенти. Така да ако имало, до сега ќе го сетевме овој пат и затоа не гледам причина зашто толку луѓето паничат. Сега, други интересни работи кои сакам да исподелам со вас, само момент да ги рефрешираме страните. Следни интересни работи пред да почнеме со самата ситуација околу, нели, алткоините. Значи имаме една интересна вест каде што конечно биткоин после само 4 месеци, тоа се извинувам, iBit, тоа е биткоин спот ETF на BlackRock, успеа да го надмине GBTC. Значи веќе имаме 7000 повеќе биткоин во iBit за разлика од GBTC. Значи тоа, пак ќе напоменам на почетокот GBTC почна со 600.000 биткоин, а iBit успеа да го стигне. Ова е главна причина, знаеме сите, тоа е високиот фи кој што го наплаќаат Grayscale. Нормално ова е крајно погубна политика, но наскоро ќе го дознаат самите тоа. Значи веќе видовме големи поместувања, нивниот CEO беше отпуштен, на негово место дојде друга личност. Идејата е дека гледаме ваквата, значи затоа што има многу биткоини, не ви се дека ова ќе продолжи, дека луѓето нема да сменат, дека ќе останат кај нив, но изгледа дека беа доста в грешка, очигледно. Значи тоа можеме да го видиме уште од самиот почеток, погледнете. Значи Grayscale не прави ништо освен крварење. Значи Grayscale е главната причина поради која што и не сме многу понапред во пазарот. Како и да е, ова се поместување кои што нормално мора да дојдат.
Значи, сите оние институционални инвеститори полека си го наоѓаат своето место и верувам дека нели ќе се најдат во правилниот спот ETF пред да завршиме со конечно ликвидирање на GBTC, така да колку помала количина има GBTC со оглед на фактот дека само кревали, толку подобро за нас. Во секој случај, значи и понатаму продолжуваме со inflows, погледнете и сами, можеби не толку големи, но последните две имавме 45-28 милиони inflows и понатаму имаме креварење на GBTC, што не е ништо ново. Како и да е, значи уште ќе напоменам, колку е помала количината на GBTC, толку подобро за нас, затоа што се намалува се повеќе ова крварење на пазарот и супресијата на биткоин. Што значи дека и понатаму трендот на купување од страна на институциите продолжува. Многу битна работа која сакам да напоменам со ова се дека ќе имаме во овие, да речем тракери кои што ги следиме, Farsight Investors и Apollo, ќе имаме и глобални ETFs. Тоа е многу битно затоа што веќе Hong Kong ETF се дел од овој тракер, така да можеме да видиме дека овдека го следат количината на биткоин кои што трите ETFs во Hong Kong ја посетуваат моментално. Овдека непосредно верувам дека ќе се појави и лондонската и германската берза наскоро. Не знам зашто се уште не се појавили, ќе поразговараме малку подоцна за ова. Битно сакам да ви кажам дека не е само во Америка, очигледно, значи спот ETF ќе треба да следиме во целиот свет. Иако моментално е многу помала локацијата во Хонг Конг, тоа не го менува фактот дека имаме диверзификација. Имаме различни места во светот каде што се инвестира во крипто, посебно во биткоин нормално за почеток. Сега можеме да видиме дека веќе, значи од почетокот на 11 јануари, откако постојат спот ETF во Америка, нормално и пред тоа имавме, да не заборавиме, значи не е Америка првата која што направи спот ETF за биткоин и нормално сега веќе за Ethereum постепено, значи имаме рекордни 5% од вкупната количина на биткоин во циркулација во собственост на институции. Дали ова позитивно или не? Вака сега. Се враќаме на она догма која што постојано слушам помеѓу нас македонците да речам, колку е тоа лошо, BlackRock купил многу, Grayscale, не знам, нели сите овие Fidelity и така натаму, значи да се разбереме на работа. Не заборавајте дека сакале ви или не, овој пазар да расте, мора да влезе институционален капитал. Без институционален капитал ние не можеме да стигнеме до следното ниво. Следното ниво на пазар е кога ќе дојдеме до глобална адаптација. Вие не може да имате глобална адаптација се додека обичниот човек не види дека големите институции во кои што верува, како што кажам веќе, нели, BlackRock, Vanguard, Fidelity и така натаму, кога ќе види дека сите овие институции на вистина инвестираат дебело во оваа категорија, се повеќе и повеќе се крева нивото на сигурност. Така, луѓето веруваат се повеќе и повеќе дека ова е вистинска категорија за инвестирање. Така да во оваа ситуација, уште еднаш ќе напоменам, значи овие 5% не се толку лоши колку што многу од луѓето го гледаат. Значи да, станува збор за централизирање на ова добро во рацете на оние 1% најбогати во светот, но да не заборавиме, истото е со злато, истото е со сребро, истото е со нафта, значи секој ресурс, сакале не или не, најчесто се наоѓа во најголема количина во рацете на 1%. Тоа е реалноста и не можеме да го спречиме тоа затоа што глобално имаме, уште еднаш ќе напоменам, слободна пазарна економија. Значи секој кој што сака купува кога сака и продава кога сака. Така да не постои механизм со кој што ние можеме да ги изолираме, не знам, BlackRock и Fidelity да не купуваат. Од друга страна, не гледам причина зашто би го направиле тоа. Така да престанеме со овие, пак се извинете што ја речем ова, глупави размислувања, затоа што на крајот од денот, значи без овие институции ние не можеме да влеземе во следниот стадиум на глобална адаптација и масивен капитал кој што ни е потребен за профит, се разбираме? Така да престанете да гледате, не знам, да го анализирате ова психолошки, социјално, гледајте го од економски аспект како профит. На крајот од денот вас не ви е битно дали BlackRock купил, вас ви е битно дали тоа што BlackRock купил, вас ќе ви донесе профит. Значи гледајте така на работите, затоа што уште ќе напоменам, ние како македонци постојано сме жртва на глобални поместувања, овој пат да бидеме обратно, да бидеме во корист од глобални поместувања. Без да седиме и да размислуваме дали ова, не знам, уште ќе напоменам, дали е социјално добро, дали ова добро за крипто корисниците. Не. Дали ова профитабилно за нас? Фокусирајте се на тој дел, ќе ве замолам. Значи, уште ќе напоменам, 5% купната количина, да, може би врши централизација, но
тоа не го менува фактот дека откако овие големи ентитети ги купат, е тој ден кога ќе продаваат на секојдневните луѓе, а тоа за нас е добро затоа што тогаш они ќе диктираат цената која што ќе биде многу повисока од тоа што купуваат сега. Затоа што ние веќе сме влезени во овој пазар, тоа е екстремно добро за нас. Сега, во однос на почетокот, кој секогаш, значи ги гледаме овие три основни чартови, меѓу кои првиот ни е RSI, значи ова е средната вредност на RSI на целиот пазар, која што е негде околу, само да видам точно, значи ова е 48. Значи дека се наоѓаме на помалку од половина од средната вредност на RSI, што е одлично ако мене ме прашувате, и гледаме дека поголемиот дел од алткоините, најчесто од кои што инвестирате и вие, се наоѓаат во неутрал. Тоа е добро затоа што имаме простор за придвижување нагоре, веќе направивме корекција, очигледно после оној прв иницијален скок, после најдлабокиот дел од корекцијата, сега веќе се наоѓаме на неутрала, каде што пак ќе кажам, значи голема веројатност дека ќе продолжиме со понатамошен раст. Следен битен индикатор кој што го следиме е нормално алткоин сезона, кој што се наоѓа на 35, истата ситуација. Значи имавме дип до 23, што буквално направи дека очекуваме прво биткоин да ја води целата игра, па потоа алткоините. Потоа нормално цените на алткоините се покачија, после оној најдлабок дел од последната корекција и гледаме дека моментално варираат негде околу 30 до 40, да речеме, значи дека моментално се наоѓаме на многу добар момент за акумулирање алткоин. Нормално ова не е совет, че јас не ви кажам што да правите, ова е само што јас гледам од индикаторите на пазарот, а во оваа ситуација ни покажува дека нормално прво иницијално чекаме биткоин да направи раст, за потоа да продолжи алткоин сезон. Не заборавајте дека ова е многу поврзано со самиот халвинг, каде што иницијално после халвингот очекуваме прво биткоин да продолжи да расте, а потоа и останатите алткоини. Значи се уште го чекаме оној голем биткоин джамп пред да продолжиме со профит во алткоини. Значи се наоѓаме можеби на најдобриот дел од целата оваа ситуација, само треба да бидеме трпеливи, само тоа ќе кажам, секој од вас одлучува за себе нормално. Сега, следен знаете сами индикатор кој што го следиме е CryptoMeteus, значи ова е практично кои се најактивните проекти во однос на скрипти кои што се депонирани на GitHub. Тоа е GitHub Development порталот, каде што и понатаму значи ги наоѓаме истите проекти. Што ви кажува дека на неделно ниво и на месечно ниво и понатаму оние проекти кои што постојано ги спомнуваме се наоѓаат на највисоко ниво на развој. Тоа ни кажува дека овие проекти на вистина работат на надградување на прво самиот блокчейн кој што го поседуваат, второ на својот екосистем. Сега, за почеток на неделно ниво во однос на самостојниот блокчейн, значи во однос на развивање на основниот блокчейн, на прво место е ICP, второ Audius, Cardano, Ethereum, Polkadot. Значи ги имаме сите овие со исклучок на Audius, јас мислам дека на вистина треба сериозно да седнам да го разгледам овој проект. Не може да биде секоја недела во топ 5, а јас да го немам во портфолио, тоа е жално. Додека во однос на својот екосистем, Algorand, Ethereum, Polkadot, Polygon, Cosmos. Ова е прв пат да видам некој друг што го тепа Ethereum, барем во догледно време, со оглед на фактот дека Ethereum има најголем екосистем. Значи, со 89 девелопери успеале да имплементираат 16.400 скрипти, да мислите. Значи, уште еднаш Algorand го поседуваме, Ethereum го поседуваме, Polkadot, Polygon ги поседуваме. Cosmos, рековме, единствена причина е капката помеѓу основачите поради кои што не го поседуваме во нашето портфолио и нормално на годишно ниво гледаме дека горе доле се наоѓаат на истата позиција, значи плюс минус ICP, Ethereum, ADA, Flow, Arbitrum, DOT, Audio, Mayota или Iota како сакате, Eagle, Multiverse X, Osmosis, HBAR, Atom и нормално негде на 15-то место е најдобриот блокчейн на сите времења. Ама бил втор, значи така ми рекоа, дури подобар бил од Ethereum, Господ нека ни е на помош. Како и да е, почнуваме со основните вести. Прва и најбитна работа е дека 28 мај официјално, значи ево, 28 мај и на Google може да проверите, официјално почна со трговија на лондонската берза, таму ги нарекуваат ETN, што е многу близко до ETF, значи тоа се Bitcoin и Ethereum ETFs на лондонската берза. Тоа ни покажува дека не само во Муника, туку овој тренд почнува да се шири низ целиот свет. Многу битно за нас, затоа што во оваа ситуација ние влегуваме во глобална адаптација. Сакале ние или не, еве уште една причина од она што кажуваме на самиот почеток. Се наоѓаме во ситуација во која што
Глобална адоптација секогаш потекнува од големите играчи. Не можете да очекувате глобална адоптација од секојдневниот човек, затоа што прво ги нема ниту презнаењата, ниту пак на некој начин широко гледоста, која што има овие луѓе чија што работа е инвестирање. Сакале или не, секогаш функционира така, без разлика на индустријата, без разлика на ресурсот. За жал, прво големите играчи влегуваат на пазарот, а потоа истите диктираат цена на секојдневните луѓе, кои што за жал најчесто секогаш се капитал за излез. Така да во оваа ситуација ова не е ништо поразлично, го гледаме истото, само што интересното во оваа ситуација е за прв пат во историјата што мала група на луѓе која што не спаѓа во овие 1% најбогати во светот имаа среќа да бидат дел од крипто пред тоа да биде превземено од големите играчи. Ова е еден од ретките случаеви каде што тоа се случило. Така да бидете, пак ќе кажам, привилегирани сте, бидете радосни и гордејте се со тоа дека сте пред BlackRock. Поголемиот дел од оние кои што гледаат мојот канал, очигледно се во крипто пред BlackRock, пред Fidelity, пред идиотите од JP Morgan и така натаму. Вие сте успеале фронтран да направите на најголемите играчи во светот. Верувајте ми, наскоро тоа дебело ќе ни се исплати, посебно кога гледаме се повеќе примери како се повеќе во светот се имплементираат биткоин и етериум за почеток, нормално тоа ќе следи и со останатите алткоини. Ова е голема работа, затоа што официјално почнува да се наоѓа биткоин и етериум на се повеќе берзи. Односно институциите се повеќе имаат пристап до овие капитални добра. Пред да преминеме на следната вест, само сакам на кратко да спомнам еден интересен пример, кој што кога ме прашаа последен пат, едноставно излезе од мене, непланирано, и сега сакам да го споделам и со вас, затоа што е многу практичен. Зошто е толку битно што институциите се моментално на пазарот? Веќе ви спомнав дека ќе го споделам ово со вас, последниот пат кога правев шорт, да се разбереме. Што треба да разбереме? Што е разликата помеѓу претходните и сегашниот bull market? Во претходните bull marketi ние имаме еден халвинг. Крај. Еден халвинг е, сега ќе објасниме преку најобичен пример на фабрика за чевли. Ова буквално излезе пред некој ден од мене кога разговарав со одредени луѓе и како пример беше доста добар и интересен и верувам дека ако го споделам со вас многу поедноставно ќе разберете колку голема разлика има од претходниот до сегашниот bull market баш преку овој пример. Да ги поставиме работите вака. Замислете дека моментално имате една фабрика за чевли. Така, една фабрика за чевли во градот и имате една група на луѓе од 100 кои што стандардно купуваат, да речем, еднаш годишно чевли. И да речеме дека оваа фабрика прави халвинг еднаш годишно. Нема да разговараме како. Уствари ќе ги поставиме работите исто како биткоин циклусот, да биде полесно за вас. Да речеме дека 100 луѓе во овој град, во тек на 4 години, 100 луѓе имаат потреба од чевли. И заради тоа државата е, сега некој ќе рече дека ова е пласка економија, комунизам, но многу одговара на овој пример. И во оваа ситуација фабриката за чевли произведува 100 пара чевли, така. Тоа беше исто како што претходно објаснувавме, дека во однос на секој циклус од 4 години, мајнерите копаат одредена количина на биткоин на дневно ниво. Како што веќе кажавме, на секој 10 секунди се запишуваат блокови и добиваат награда, така. Во однос на тие 10 секунди и блокот, 10 минути се избираме блокот, добиваат одредена количина на биткоин, дека на дневно ниво количината на биткоин е фиксна. Како што во оваа ситуација, оваа фабрика произведува 100 пара чевли. До халвингот, вие имате комплетно нормална ситуација, каде што 100 луѓе купуваат 100 пара чевли, што дека цената не се променува многу, така. Секој има потреба од еден пар чевли, така да нема потреба од цената да флуктуира, така. Има доволно чевли, има доволно луѓе, едноставно нема никаква голема разлика во цената. На четвртата година, точно на четвртата година, како и секој биткоин циклус халвинг, добиваме преполовување од 100 на 50 пара чевли. До сега во претходните 3 циклуси ние имавме преполовување каде што сега 100 луѓе имаат потреба од еден пар чевли, но имаме само 50 пара чевли за продажба, така. Што значи, ваквиот преку ноќ халвинг на фабриката за чевли предизвикува кај овие 100 луѓе да почнат да се напреваруваат кој ќе купи повеќе, така. Затоа што ако не си купите, нема да има доволно на пазарот и тогаш веќе нема да има да купите, се разбираме. Односно, сега веќе помеѓу овие 100 луѓе доаѓа да надпревар кој ќе наддаде повеќе пари за да купи чевли, затоа што има само 50 пара. Никој не сака да оди бос, така.
Значи, досега тоа беше главната причина поради која што луѓето се напреваруваа да купат повеќе биткоин после халвинга, затоа што нема доволно, се намалува неговото количество и на тој начин имаме помалку роба за продажба, а повеќе пари на пазарот, автоматски цената на оваа роба се качува поради на преварот помеѓу луѓето кои што купуваат. Во овој bull market, сега ќе одиме да го објасниме разликата помеѓу овој bull market и претходните три, а потоа ќе објасниме и за алткоини. Во овој bull market не само што имаме халвинг, каде што од 100 преполовува на 50 парачевли, дополнително на сето тоа имате 100 луѓе кои што се напреваруваат за овие 50 парачевли и сега замислете на сето тоа доаѓаат од другиот град кој што е 3 пати побогат, уште 100 луѓе кои што сакаат да ги купат истите овие чевли. Значи не само што овие 100 луѓе сега се напреваруваат да ги купат чевлите, кои што имаат да речем стандарден wallet, така, немаат многу пари, тоа е оној ритейл сектор. Сега доаѓаат други луѓе од другиот град кои што имаат 3 пати повеќе пари, тоа се институциите, кои што се напреваруваат за истите овие 50 парачевли. Сега разбирате ли колку голема е оваа ситуација и колку голема е оваа разлика и зошто велам дека ова е потенцијално најголемиот bull market на сите времиња? Затоа што сега имате 200 луѓе од кои 100 се со 3 пати поголемо портфолио, кои што се напреваруваат за овие 50 биткоин во оваа ситуација чевли, така. Сега што се случува кога ова ќе настапи? Значи многу од луѓето, посебно сега зборам за ритейл секторот, затоа што овие богатите они не можат да додат на алткоини, се разбираме. Че они може да купат само тоа што е дозволено според закон. За нив е дозволен биткоин и наскоро етериум. Значи дека они немаат избор освен да купат биткоин, така. И за нив не е проблем. За нив дури цената е ефтина, затоа што ова се луѓе кои што имаат 3 пати поголеми портфолија, не 3000 пати, но како и да е однос, така. Сега што се случува со ритейл секторот? Зошто велам дека овој најголем bull market може да предизвика за нас невидени профити? Што се случува сега? Вие имате 200 луѓе кои се напреваруваат, така? Сега веќе зборуваме за многу голема количина на пари. Наеднаш, некој од овие 100 луѓе кои што купувале претходно чевли, зборуваме од ритейл секторот, вели, абе видите подоле наму има фабрика продаваат сандали, така? И сега вие може нема да си купите чевли затоа што се веќе премногу скапи, значи многу малку се и затоа се скапи. Вие одите да си купите сандали. Во оваа ситуација сандали би биле етериум, така. Затоа што подобро ќе одам во сандали, него ли додам бос. Значи подобро ќе имам нешто во портфолиото, него ли да имам од овоа што е премногу скапо, така. Сега вие одите кај сандалите и наеднаш сега овдека имаме многу поголем број на сандали, во оваа ситуација етериум, но нивниот квалитет е многу помал, така, значи не е чевли. Во оваа ситуација тоа е разликата помеѓу биткоин како прв и етериум како втор. И сега наеднаш што се случува? Овдека некои вика, види на друга страна почнаа влечки да продаваат, така. Сега овдека имате Solana, Cardano, XRP, Polkadot, се и се што, така. И наеднаш се распрчкува тој капитал кој што претходно бил фокусиран само на биткоин или па ако некој веќе имал биткоин и го продал со профит, почнува да се движи кон следните алткоини што во оваа ситуација би биле не знам, сандали, влечалки, апостолки, што сакате, така, опинци, не знам. Значи во оваа ситуација така функционира делот кој што ние го чекаме. Кога ритейл секторот ќе се откаже од биткоин затоа што е премногу скап и ќе почне да се движи кон алткоините кои што ќе направат енормен скок во цените. Тоа е делот кој што ние го чекаме. Онаа слика која што постојано ја гледаме, значи како функционира алткоин сезона. Само секунда. Овдека е најдобро објаснете преку овој пример кој што моментално го спомнав. Значи уште еднаш ќе напоменам, ништо подобро не го објаснува, барем јас лично не сум смислил подобар пример да речеме од овој, така. Затоа што сега ќе напоменам, ова се чевлите, ова се сандалите и ова веќе надоле се влечалки, опинци, чарапи и така натаму, каде што се повеќе и повеќе луѓето се преместуваат, оние кои што направиле профит или оние кои што немаат доволно да купат биткоин, во другите алткоини кои што затоа што имаат многу помал маркет кап, во оваа ситуација полош квалитет, значи многу полесно качуваат на цена. Тоа е ситуацијата која што сакав да ви објаснам, која што ветив нели во самиот шорт, и еве сега ви ја спомнувам чисто да видите како прилика тоа изгледа во следниот цикл, што уствари очекуваме од сега па натаму затоа што само што го поминавме халвинг. Следна интересна работа е дека Ethereum официјално, како што се сеќавате веќе спомнавме, доби свој ETF и многу од веќе постоечките апликанти за Ethereum Spot ETF успеа да ги регистрираат своите Ethereum Spot ETF на DTCC. Ова е Depository Trust and Clearing Corporation, која што веќе ја спомнавме претходно со Chainlink
Значи ова е најголемата корпорација која што врши порамнување помеѓу финансиските институции. Морате да го имате одека вашиот спот ETF за истиот да може да биде тргуван од страна на институции. Што значи дека одобрувањето на 19B4 формовите, значи оние формулари, е буквално почетниот момент каде што конечно, односно одобрува овој формулар откако е одобрено SEC да ги имате своите Ethereum Spot ETF на DTCC. Така. Сега, следниот формулар кој што треба да биде одобрен е S1 кој што официјално дозволува тргување. Значи од уште еднаш експертите на Bloomberg кои што претходно беа комплетно право како и овој пат, значи гледаме од нивното лично искуство дека овие S1 формулари понекогаш е потребно неколку недели па до 5 месеци максимално да бидат одобрени. Од сега па натаму 5 месеци не става веќе во почеток на есента, значи не мора да бидат 5 месеци фиксно, но тоа не става негде веќе септември, октомври, ноември, останува да видиме како и да е. Значи тоа не е лошо за нас, тоа ви дава уште едно, гледате да ги извлечете максимум за вас, значи позитивните ствари кои што може да ги извадите од овие вести. Што ви кажува тоа? Потенцијалот да почне Ethereum Spot ETF, според мене, може да предизвика многу голем раст, дури и поголем од Биткоин, ќе поразговараме следно зошто, тоа е во едно од следните вести, односно Ethereum Supply Crunch, но пред да дојде тоа, овие 5 месеци во кои што потенцијално дури можеби и ќе стагнира целиот пазар, што не верувам, но еве да речеме дека ќе стагнира, ви дава шанса да акумулирате се повеќе и повеќе. Односно да купите алткоини на цени кои што нема да ви се верува дека постоеле една година од сега. Тоа е веќе познато, многу пати сме зборувале за овој циклус, сме гледале како функционираат цените после халвингот. Најчесто имаме експлозивно движење непосредно 1 до 2 месеци после халвингот, така да имајте го тоа во превид кога акумулирате, дека потенцијално може да се случат, како што кажав. Значи, ако мене ја прашувате, јас верувам дека се ногаме на затишје пред бура и верувам дека може да се променат работите многу брзо. Така да имајте го тоа во превид кога одлучувате што да правите со вашето портфолио. Јас акумулирам колку можам повеќе. И нели, направив уште едно купување пред еден ден, чисто да знаете, а тоа е AGX токените во исчекување на ASI, а тоа е на ќе поразговарам, значи тоа е на 12 јуни, едно од вестите денеска е, така да не, ќе дојдеме ќе ви го објасниме тој дел, значи докупивме 1% во AGX. Сега, пред да продолжиме понатаму, само би сакал да ви покажам дека големите играчи се веќе, значи многу влезени во играта. Ваков тип на да речем реклами може да видите сегде. Значи, уште пред да биде целосно одобрен Ethereum Spot ETF и да биде достапен за тргување, погледнете, Vanek веќе има глобални програми за својот Ethereum Spot ETF. History points to a less centralized future. This transformation happens when enough of us are ready. Ethereum has emerged as the system for an age where connections are no longer bound by location or space. We're not just using the network, we are the network. Peer-to-peer, node-to-node. So, when you're ready, enter the ether. Now you can tap into Ethereum's potential with the VanEck Ethereum Strategy ETF. Нормално нема да го рекламирам, значи станува збор за Spot ETF, не гледам причина зашто секојдневен човек како нас би купувал вакво нешто, значи зашто би плаќале фи на неколку, истиот да го држите во сопствени раце, но за жал, значи не за жал, дури за среќа да речем во оваа ситуација, институциите не се толку напредни во оваа ситуација, дури би кажал законот им забранува такво нешто, така да нивни проблем нека се чуваат во Spot ETF. Значи тоа не е битниот дел кој што треба да го извадиме од ова, туку битниот дел кој што треба да го извадиме е дека дебело се спремаат. Значи кога ќе видите ваков тип на маркетинг, тоа значи дека овие институции се спремаат дебело за да влезат на пазарот. Така да мислете му кога ќе дојде Ethereum Spot ETF, ќе кажам што очекувам наскоро, само уште 2 вести имаме пред тоа. Повторно, ова е очекување, ова не значи дека ќе се случи, што веќе кажавме, секогаш има веројатност. Значи треба да поставиме веројатност за нешто да се случи или не. Тоа е идејата на фундаментална и техничка анализа. Следна интересна работа која што сакам да спомнам е Hong Kong ETFs. Значи знаете дека таму веќе постои Ethereum Spot ETF, но за жал можеме да видиме од досегашните да речам ситуации дека имаме многу помала количина на биткоин во оваа ситуација. Значи погледнете, еве да речем во најдобрите случаи, значи најголемиот купувач на биткоин Spot ETF имал 2092 биткоин. Значи, гледайте колку е значително помало кога тоа би го споредиле со моменталните, да речем, најголеми играчи во светот. Нормално тоа е
во Америка, значи BlackRock поседува 289.000 биткоин. Така, за разлика од најдобрата ситуација, а тоа е China AMC, нешто така, 2092 биткоин. Тоа ви кажува дека се уште интересот е доста мал, но гледаме напори од овие. Погледнете како интересно се обидува да превземе капитал од Западот, многу интересна работа. Значи прво, затоа ова е битно да го разбереме. Значи ова се разликите кои што постепено почнувате да ги учите во економија и финансии, како едни од други си го краат капитал, значи тоа е многу битно кога се обидувате нормално да влезете во трката. Затоа што Хонг Конг беше доста касно, значи они влегоа месеци покасно во биткоин спот ETF и Ethereum спот ETF, но битно е дека за разлика од Америка веќе поседуваат Ethereum спот ETF. Така, значи ова се неколку, тоест три да речам различни карактеристики кои што ги поседуваат Хонг Конг спот ETFs, а не ги поседуваат американски. Првата е фактот дека Хонг Конг веќе има ефективно Ethereum спот ETF. Иако има мал интерес, тоа не го менува фактот дека постои. Значи со време, како се приближуваме кон следниот bull market, верувам дека ова ќе се зголеми како интерес. Сега за сега е битно дека постои, се разбираме. Значи, уште еднаш ќе напоменам. Вие не можете да очекувате дека ќе се зголеми интересот ако немате опција како да го купите ова. Така, затоа е многу битно да постои опцијата. Значи дека опцијата постои. Сега се што треба е само овој bull market да влезе во следната фаза, кога верувам дека природно ќе си дојдат инвеститорите во Хонг Конг. Втора битна разлика е фактот дека во Мурика сите спот ETF се in cash. За разлика од тоа, овдека имаме in kind. Значи, разликата е во тоа што во Америка вие не можете да извадите ефективен биткоин. Дури и понатаму кога ќе има Ethereum, не можете да извадите ефективен Ethereum. Односно, ако вие сакате, вие морате да дадете кеш, долари, на оние кои што практично го поседуваат овој спот ETF, он во ваше име ќе купи Ethereum или биткоин, без разлика што сакате да купите, а кога ќе сакате да испаднете, вие не можете да си го повлечете вашиот биткоин или Ethereum. Туку мора он да го продаде овој биткоин и Ethereum, а вас да ви ги даде парите по противвредност, значи во моменталната цена која што ја поседува. Сега, тоа е проблемот овде. За разлика од тоа, во Хонг Конг вие можете да си повлечете Ethereum, може да повлечете биткоин. Тоа е многу битна разлика, затоа што некои од луѓето кои што инвестираат, значи сакаат да си повлечат биткоин, што е нормално. Така треба да биде. Но нели, со време верувам дека тоа ќе се коригира и во Мурика, иначе немаат избор. Верувам дека ова ќе биде многу битна разлика која што во иднина ќе почне да влече капитал од Мурика во Хонг Конг. И последната, исто така, многу битна работа е фактот дека во Мурика е забранет стейкинг. Што значи дека ако вие купите Ethereum спот ETF, вие не можете истиот да го ставите на стейк. Значи, во оваа ситуација многу од луѓето кои што се наоѓаат во Мурика, зборам институциите, нема да можат да го користат најдобриот момент на Ethereum, а тоа е стейк, каде што вие покрај фактот што добивате позитивна цена, затоа што цената постојано расте, дополнително на сето тоа добивате и стейкинг награда. Значи, според Мурика, се што добива стейкинг награда, тоа го сметаат за дивиденда и затоа они тоа го сметаат како хартија од вредност, што нема никаква врска. Затоа што вие стейкинг награда не добивате од работата на Ethereum. Вие добивате стейкинг награда поради тоа што помагате во осигурување на мрежата. За разлика од тоа кај компаниите, вие добивате дивиденда од тоа што компанијата произведува, продава или врши услуги. Така, значи, во ред, ретардирани се мориканците, тоа е нивни проблем, но тоа верувам дека ќе биде една голема слабост што постепено верувам дека Хонг Конг или било кој друг спот ETF ќе ја искористи. Односно, ако вие моментално сте купиле Ethereum спот ETF во Мурика, не може да користите стейкинг, а имате пристап да купите Ethereum спот ETF во Хонг Конг, вие имате Ethereum, без разлика дали е во Мурика или во Хонг Конг. Разликата е во тоа што во Хонг Конг имате и стейкинг. Се разбираме? И затоа верувам дека ова моментално е еден од основните работи по кои што се разликува Хонг Конг и верувам дека во иднина истиот ќе почне не да доминира, очигледно се уште нема доволно интерес, но може да почне да презема капитал од запад. Зошто е тоа битно? Затоа што ќе имаме децентрализирање. Тоа што го зборуваме на почетокот. Значи ако веќе купувате институциите, барем да не бидат сите во BlackRock, се разбираме. Затоа што на BlackRock на вистина на тој начин му дава голема надмоќ над пазарот. Првенствено во манипулирање на цената, да бидеме реални. Затоа и верувам дека ова, значи колку повеќе се развива. Значи очекуваме и Сингапур, и Јужна Кореја, и Австралија непосредно во оваа година да одобрат биткоин спот ETF, веќе го видовме во Лондон и во Германија. Колку повеќе капитал се влева во овие институции, толку подобро, толку поголема децентрализираност. Значи сега моментално на вистина BlackRock поседува сам
повеќе од 2% од вкупната количина на биткоин, така да уште ќе напоменам. Не велам дека тоа е добро, но тоа е реалноста и не можеме да избегаме од неа. Да се надеваме дека што повеќе ќе има биткоин и етериум спот ETF, за да постигнеме што поголема децентрализација дури и кај институциите. Следна вест, за жал, гериатрија Джо strikes back. Значи уште малку дечки издржете, на крајот ќе испадне Мурика да има председател од затвор. Значи тоа е тој циркус од држава. Моментално успеа прв пат у историјата да обвинат и да успешно процесираат председател. Моментално, значи, најдоа дека е крив Трамп и нели го осудија таму за не знам колку точки. Сега голема е веројатност дека Трамп може да заврши во затвор. Интересно од целата оваа ситуација, проверете ако не ми верувате. Значи во Мурика дозволено да бидете председател дури и од затвор. Значи дека Трамп може да тера цела кампања од затвор и пак да биде председател на крај, а кој ќе му застане на патот? Гериатрија Джо, како да ви објаснам, значи тоа е обична кукла, оние за рака, не знам што да ви кажам, значи на крајот ќе испадне циркузов да имаме председател од затвор во Мурика, но тоа не би ми изненадило, значи таа е таа Мурика, демокрација и брудерхуд. Како и да е, во меѓувреме гериатрија Джо и понатаму го згорчува животот на секојдневните криптоинвеститори. Значи ако се сеќавате, веќе ви кажав дека SAP 21 е основниот закон кој што досега вршеше крајно голема репресија на банкарскиот сектор врз крипто. Односно, ако се сеќавате, значи ова многу пати сме го објасниле, тоа е Choke Point 2.0 операцијата со која што СЕП донесе правилник каде што на банките им е кажано дека било каков тип на депозит од крипто поврзани компании мора да биде сметан како liability, што значи дека истите не можат да го користат во сопствените бизниси. Уште еднаш, зашто е лошо, вие ефективно на банките им кажувате дека депозитите кои што ги добиваат криптоменувачници или криптокомпании не можат да бидат користени за депозити. Односно во оваа ситуација, ако Coinbase даде $2 милиона како депозит во банка, во било која банка во Америка, таа банка овие $2 милиони не смее да ги дава како кредит на било кој друг клиент, туку мора истите да ги чува во комплетна во комплетна сума. Во оваа ситуација вие ефективно предизвикувате банките да имаат нула интерес за било каков тип на соработка со криптокомпании и на тој начин вие целосно ги, да речем, пресекувате сите банкарски услуги кои што потенцијално би ги имала било која криптокомпанија. Автоматски вие без банкарски услуги, односно on и off ramp на овие компании, вие предизвикувате да имаат енормна тежина за функционирање во Мурика. Така. Значи тоа е Choke Point 2.0. Претходно истото го направија на бизниси од типот на, не знам, продавачи на оружје и така натаму легални дроги, со цел да ги задушат овие бизниси. Сега се обидува тоа да го направат на крипто. Што се случи? И Конгресот и Сенатот со двотретинско мнозинство, погледнете сами, значи успеа да го донесе овој закон со кој што се укинува SAP 2121, но за жал гериатрија Джо и понатаму има право. Тоа е кога 230 годишњаци одлучуваат што ќе се случува во криптосферата, значи дозволуваме буквално гериатрија посерковци да одлучуваат за иднината на нашите следни поколенија, но нели, како и да е, ќе видиме што ќе се случува околу ова. Зошто? Затоа што и во Мурика председателот има еднаш право на вето, ако се тоа повторно биде изгласано преку Конгресот и Сенатот, а има енормен интерес тоа да се случи, автоматски нема да може повторно да прави вето. Втора битна работа, можеби кога тоа ќе се случи повторно, голема веројатност дека нема да биде ниту председател. На крај ќе разговараме за тоа овој председател од затвор што планира да направи за крипто. Значи тоа е една од последните вести кои што ќе споделам со вас. Значи кога Трамп ќе дојде на власт, очигледно ќе имаме многу поинаков третман на крипто, но нели, за тоа потоа постепено ќе стигнеме и до таа вест. Сега да разговараме за Ethereum Supply Crunch. Значи што представува Ethereum Supply Crunch? Видовме што се случи со биткоин во моментот кога истиот беше одобрен биткоин спот ETF. Така, на почетокот имавме крварење и во оваа ситуација може да се случи истото, затоа што како за биткоин така и за Ethereum Grayscale има свој фонд. Значи дека има милиони Ethereum кои што моментално ги поседува, за разлика од било кој друг, значи ниту еден од Ethereum Spot ETS кои што да речем беа иницијално одобрени. Истата ситуација ја очекуваме нормално и од Ethereum во оваа ситуација, затоа што оваа голема количина на Ethereum кога ќе се отвори пазарот како што тоа беше со биткоин, значи тоа можеме да го видиме од овој пример овдека,
Значи, ќе се случи истото што се случи и со нормал, само да видам каде беше inflows, треба flows да ги видиме. Значи, верувам дека ќе го видиме истиот момент, баш заради тоа. Затоа што голема количина, значи овдека за жал го немаме, не знам зашто не од самиот почеток. Значи веќе, ево го од самиот почеток. Значи овој дел на дамп кој што го имаме на почетокот може да биде иста ситуација, погледај. Значи овој дел на дамп може да го видиме повторно, но во оваа ситуација имаме малку поразлична ситуација. Зошто? Слично на биткоин и етериум има негде околу 10 до 11% од вкупната количина на пазарот, значи од неговата вкупна количина во циркулација, се разбираме. Значи само 10 до 11% слично и етериум и биткоин ги имаме менувачници, така. Значи дека имаме многу мала количина на ова добро за тргување. Автоматски многу полесно е да се манипулира во едната или во другата насока. Сега, за разлика од биткоин, кој што во тоа време се уште имаше 1,7% инфлација, значи еве тоа може да ви го покажам. Значи биткоин inflation, можеме да го видиме тоа активно на неговиот чарт, во однос на тоа колку се произведува на дневно ниво. Значи погледнете овдека, биткоин во тоа време имаше 1,7, сега веќе треба после халвингот да биде, се уште не знам зошто, но еве, се уште 1,7, после халвингот автоматски паѓа за половина, така. Значи тоа е секој 4 години. Значи дека на годишно ниво, прилика 1,7% цената паѓа поради тоа што се појавува нов биткоин, така. Значи во оваа ситуација сега ќе биде 0,8 негде, 0,85. Но тоа не го менува фактот дека за разлика од биткоин, кој што и понатаму е инфлационен, без разлика дали е 0,85, сепак има инфлација. Етериум е во обратна ситуација. Етериум после мрџот официјално е во дефлација, од негде околу 0,2%. Иако е малку, е многу во однос на годишно ниво. Значи етериум на годишно ниво, се извинувам, биткоин на годишно ниво и понатаму се зголемува во однос на бројот на биткоини кои што ги има во циркулација. За разлика од тоа, етериум ефективно се намалува. Да не забораваме дека ние не сме влезени во bull market. И уште еднаш, многу од луѓето се уште не го земаат тоа во предвид. Јас верувам дека дефлацијата на етериум ќе биде енормно голема во моментот кога ќе влеземе во оној full blown bull market, каде што ќе има луѓе што ќе минтаат се и се што на етериум, без разлика што има layer двојки, трансакции кои што ќе бидат премногу скапи, автоматски се повеќе и повеќе ќе видиме burn механизам да работи, така. Значи процентот секоја трансакција и понатаму ќе оди во горење, што значи дека се повеќе и повеќе ќе се зголемува burn механизамот, за разлика од тоа issuance е фиксен. Секоја година ќе имаме оваа сума, нема да биде ниту по точка раздор, ниту поголема, ниту помала. Значи тоа е фиксно определено во однос на стейкинг механизмот. За разлика од тоа, burn ќе биде многу поголем на годишно ниво, што значи можеме да добиеме и многу подобар резултат за разлика од биткоин. Затоа што биткоин понатаму има инфлација. За разлика од тоа, етериум е ефективно 260 дена во дефлација. Значи без разлика дали е мала или голема, е во дефлација. Што значи дека нема никакво, тој се извинувам, една година и 260 дена, се извинувам. Значи е многу повеќе од тоа, погледнете. Значи уште ќе напоменам, една година и 260 дена немаме нов влез на етериум над оној кој што го имаме во циркулација, дури имаме и намалување на истиот. Така, автоматски, ако ова уште толку се зголеми, кога ќе имаме дефлација во најголемиот дел bull маркетот, можеме да дојдеме во ситуација каде што етериум може да направи и outperform на биткоин, плюс уште една битна работа е фактот дека етериум наспроти биткоин има 3 пати помал маркет кап. Значи ова се два фактори кои што мораме да ги земеме во предвид. Математички е невозможно етериум да не направи outperform во однос на етериум спот ETF, ако има интерес, нормално треба да видиме колку интерес ќе има. Но изгледа дека има дебел интерес, со оглед на фактот дека веќе сите апликанти за биткоин спот ETF се и во етериум спот ETF. Што значи, со 3 пати помал маркет кап, со дефлација, за разлика од инфлација во биткоин, ние можеме да очекуваме дури многу подобар резултат за етериум, што ефективно ќе предизвика bull маркет на алткоините како што не сме виделе до сега. Но нели, ова е само моја спекулација, верувам дека ова ќе се одрази на долг рок, како и да е мораме да видиме дали тоа ќе се случи. Можеби ќе дојдеме во ситуација во која што нема да има интерес за етериум спот ETF. Така, не можеме да бидеме сигурни дека ќе имаме толку голем интерес како што тоа беше со биткоин. И затоа ова е нормално клучно доколку имаме ист интерес како што тоа беше во ситуацијата со биткоин да се повтори во етериум спот ETF. Но пак ќе напоменам, значи ако земеме дека тоа така се случи со овие карактеристики на етериум, истиот може да има подобар
перформанс. Chainlink моментално има многу добар напредок во претходната недела 2, имаме многу добар напредок на цената, иако тоа е постепено, значи имаме по 2-3% плюс на секој ден. Од каде се тоа доаѓа? Доаѓа од фактот дека на консензис во Остин, Тексас, која што е една од најголемите криптоконференции во светот, истиот нема само да настапи, туку ќе настапи заедно со Swift. Значи имаат заеднички настап со Swift, каде што Назаров ќе говори непосредно веднаш до говорникот од Swift. Значи тоа е многу големо, уште еднаш ќе напоменам за оние кои што не знаат, Swift ги процесира трансакциите на 11.000 финансиски институции во светот. Значи сите централни банки, министерства и така натаму, кои што се на државно ниво, ги процесираат своите трансакции директно преку Swift, нормално и приватните банки. Каде што сега моментално тоа се прави преку Chainlink. Значи Chainlink моментално е избраниот проект на Swift. И за да разберете колку голем волумен на трансакции станува збор, 180 трилиони долари на годишно ниво поминуваат преку Swift. 180 трилиони. Значи толку голема маса на пари поминува преку Swift. Сега замислете колку е тоа големо, кога Swift со оваа количина на капитал кој што мине преку него, одлучил дека треба да му верува на Chainlink со неговите 11 милиарди долари маркет кап. Значи тоа ви кажува само колку голем потенцијал има овој проект. Како и да е, тоа е првата причина што јас ќе напоменам, значи Swift и понатаму има енормна поддршка за Chainlink и за никој друг. Да не забораваме непосредно пред само неколку дена, ја кажав и ова официјална информација дека DTCC, онаа која што веќе ја спомнавме, значи таквата платформа исто така соработува со Chainlink, мислам дека ова беше малку подоле кажано. Да, значи DTCC дополнително сите најголеми блокчейни исклучио работа со Chainlink кога станува збор за Oracle, значи еве DTCC кои што буквално сите институции во оваа ситуација банки кои што работат преку DTCC, значи за да бидат поврзани со блокчейн тоа ќе го прават преку CCIP протокол на Chainlink. Значи Chainlink моментално се поставува да биде светски лидер. Да не забораваме дека истиот се обидува да се пробие и во Real World Asset Tokenization, а ваквата врска помеѓу институциите, зборуваме legacy системот, традиционалните институции и во оваа ситуација криптосекторот исклучиво мине преку CCIP на Chainlink. Еве, чело е уште еден Layer 2, беше Layer 1, сега е Layer 2 на Ethereum, одлучи тоа да стане. Значи исто така преку CCIP се конектира со останатите блокчейни, како и со надворешниот свет, зборуваме пак на традиционалните финансии. Значи се повеќе и повеќе Link се поставува како лидер во криптосектор. Значи уште еднаш, јас верувајте ми, мислам дека треба дури да зголемам својата алокација, но што да купиш попрво кога гледаш вакви вести реално. Сега Cardano, најголемиот DEX, тоа е децентрализиран менувач за MinSwap. За жал го немам во собственото портфолио, имам Uniswap, не можем да ги имам сите, пак ќе напоменам, во однос на DeFi, сега Uniswap е доволен. MinSwap е најголемиот на Cardano, кој што моментално има активна апликација на Binance. Знаеме дека официјално ако MinSwap добие свое место на Binance како кој за тргување, истиот ќе добие и солиден памп на својата цена. Дополнително ова е многу добро за Cardano, затоа што колку повеќе од овие токени кои што се наоѓаат и апликации на неговиот екосистем се пораспространени, толку повеќе нормално дека Cardano ќе добие на првенствено физ, затоа што сите овие апликации и токени, физот на екосистемот во Cardano ги плаќаат преку ADA токените, а дополнително и нормално ако вие тргувате на MinSwap, вие тргувате на Cardano, така, значи во Cardano екосистемот. Така да било кој од овие токени неговото пробивање е позитивно за самиот Cardano. Дополнително Cardano направи уште еден майлстоун, 10 милиони трансакции на токени. Се враќаме на моментот кој што веќе го спомнавме, значи еве да не биде само од самиот артикл, можеме тоа да го провериме и на официјалната Cardano страна, која што постојано на неделно ниво ни покажува апдети за тоа како се како се развива самиот екосистем и Cardano како блокчейн. Во оваа ситуација можеме да видиме на нивната официјална страна, значи еве во моментот, а тоа е 10 мај. Каде што од 9,97 милиони трансакции на 10 прме една недела подоцна, тоа е на 17 мај. Тоа значи дека имаме повеќе од 10 милиони трансакции каде што, тоа било за native токен, така. Значи што е разликата?
вие може да правите трансакции на ADA, каде што ги платите физ на ADA, во ADA нормално, и може да правите трансакции на матични токени на апликациите, каде што фи понатаму го плакате на ADA, но правите трансфер на матични токени на други апликации и нели да речем проекти кои што се развиваат во екосистемот на Cardano. Така да ова е голем мајлстоун, тоа значи дека имаме активност на екосистемот на Cardano, додека во исто време само да видам колку е последниот, значи вкупната количина на трансакции на Cardano 91,1 милион. Значи сакале ви или не, зборувале што сакате кажете, на крајот и понатаму Cardano се развива и тоа доста брзо. Значи официјално имаме 171 активни проекти на Cardano или од 361 во припрема да се активира. И нормално за да видите како се развива, значи само поминете преку овие неделни репорти и ќе видите како растат и апликациите и проектите кои што се развиваат и бројот на трансакции на native токени и така натаму, значи може да видите, тоа е многу добро кај Cardano, каде што активно ви покажуваат како се развива самиот проект и тоа може да го видите нели сами по себе преку овие репорти. Интересна работа, Uniswap, како што веќе пишува на самиот наслов, станува сериозен играч. Зошто го велам тоа? Значи да не забораваме дека Uniswap представува најголемата децентрализирана менувачица со повеќе од 40% удел во трансакциите на алткоини. Зборуваме нели на DEXs, на децентрализирани менувачици. Сега, моментално Uniswap во оваа година за првиот квартал до 31 март официјално пријавила 41,4 милиони, колку што нели поседува самата фондација, и 730,000 юни токени. Односно, тоа се 41 милион и 4 долари и 7 милиони 248,000 долари исто така во токени Uniswap. Тоа значи дека самата фондација поседува многу и сето ова е од фи, верували ли не. Значи, ни покажува дека оваа фондација, иако децентрализирана, иако нели не стои еден ентитет позади неа, има сериозна моќ да генерира добивка. Во иднина, ваквото генерирање добивка ќе ја стави да биде сериозна организација. Зошто? Значи, ваквата добивка они нормално назад ја користат во целата веќе не само 2024, вели оваа добивка која што досега ја генерирале, ќе им трае до крајот на 2025 година за развивање на овој протокол. Идејата е да се користи ова што моментално успеале да го направат за и понатамошно развивање на овој протокол. И затоа уште ќе напоменам. Ваква децентрализирана, да речем, менувачица, која што има нормално своја фондација, понатаму верувам дека ќе биде водена од самото DAO на Uniswap. Со ваков тип на капитал која што може самата да го генерира, може да биде екстремно самостојна и многу моќна организација во иднина. И затоа верувам дека Uniswap е не побитна кога станува збор за децентрализирани менувачици, верувам дека истата ќе го задржи своето место на врвот. Затоа што гледаме дека не само што има многу интерес за истата, ваквиот интерес се преточува во капитал кој што истата понатаму верувам дека ќе го користи за нејзино развивање. Така да имате во тоа предвид и затоа уште ќе напоменам го држам овој проект во сега. Овдека сега веќе доаѓаме во ситуација каде што нормално тука во моментот кога испадна Майкл Сейлор и се прекрсти 3 пати со лева и кажа дека веќе не е биткоин бул, нели онако крштевале волкот. Така да во оваа ситуација сега веќе влегуваме во нова ера, каде што GBG-ите беа во право и алткоините ќе имаат свој спот ETF и се помалку и помалку се слушаат оние биткоин максималисти кои што велеа само биткоин и ништо друго. Сега веќе влегуваме во следната ера во која што муаветот е кој ќе биде следниот алткоин кој што ќе има свој спот ETF. Сега, значи дали ќе биде XRP, дали ќе биде Solana на долг рок не менува многу, менува за оние кои што го поседуваат тој алткоин, затоа што потенцијален спот ETF, само веста за потенцијален спот ETF или пак апликација која што потенцијално би се поднела до SEC, може да направи овој алткоин да експлодира. Не заборавајте дека досегашните алткоини кои што имаат свој спот ETF се со маркет кап од 1,4 беше 1,3 и 450 милиарди долари. 1,3 трилиони 450 милиарди долари. Значи, како да ви објаснам, чисто да разберете колку е големо за алткоин. Во моментот кога добивме позитивна информација од Bloomberg, нели, Bloomberg експертите за спот ETF, значи Ethereum скокна 70 милиарди долари.
Се разбираме? Маркет капот на Ethereum скокна 70 милиарди долари. Што значи, Ethereum, само поради веста дека потенцијално можеби ќе добиеме Ethereum спод ETF, од правилните луѓе нормално, скокна колку целиот маркет кап на Solana. Сега, дали разбирате колку е големо за алткоини? Значи, ако може толку голем скок да направи Ethereum колку целиот маркет кап на Solana, замислете што ќе се случи ако такво нешто се случи за XRP, Solana, Cardano, не знам, Shiba, Avalanche, како и да е. Затоа и велам. Значи, треба да разбереме прво која е разликата помеѓу маркет капот во оваа ситуација кој што потенцијално дури поради шега некој да аплицира на SEC, вие ќе направите тој алткоин да направи енормен раст, затоа што маркет капот на алткоините е енормно помал за разлика од овие кои што веќе добиле свој спот ETF. Се разбираме? Тоа е првата работа. Втората работа. Моментот дека потенцијално ќе почне да се купува било кој од овие алткоини, пак ќе наповедам, не мора да бидеме сигурни дека тоа ќе биде XRP или Solana или алткоин кој што го поседуваме, фактот дека потенцијално може тоа да се случи, може да предизвика, значи, енормен раст во интересот во овој кој. На страна од нели buy the rumor sell the news. Моментот кога потенцијално би добиле апликација, ќе дојдеме во ситуација да има енормен раст за овој алткоин. И уште еднаш повторно станува збор за масивен раст. Значи, се враќаме на тоа што постојано го зборуваме, спот ETF во иднина ќе биде stamp of approval, ќе биде моментот каде што сте примени во големите играчи. И верувам дека тоа ќе промени многу работи во иднина. Чисто да слушаме што има овдека да каже и самиот Бред Гарлихаус. Во оваа ситуација Бред Гарлихаус зборува активно за тоа дали потенцијално ќе има друг спот ETF. Ова е веднаш после Майкл Сейлор и неговото покакување дека нели мораме да си играме сите заедно. Сега овдека значи ова нормално го прашуваат за XRP, но да слушаме што уште еден лидер во индустријата има да каже за тоа. At some point, there will be a new chair of the SEC, and I think that'll be a good thing for the American people. At some point, there will be a new chair of the SEC, and I think that'll be a good thing for the American people. There were a couple of interesting things after that Bitcoin ETF was approved in that statement. One, and I paraphrase here, was effectively Gary Gensler saying, just because we allowed the Bitcoin ETF, don't think we're now going to allow a bunch of other crypto assets. The second interesting thing was the price of Ether skyrocketed immediately after on hopes that there could now next be an ETH ETF. What are the chances of that? I think it's a certainty. I think This year? I'm not going to put a horizon of the time, but I think there will be other ETFs for sure. An XRP one? There will be other ETFs for sure. But an XRP one? I love this game we play. Look, I am very That's the last time I lost. That's fine. But look, the sad part of that reality is we have a Bitcoin ETF only because a U.S. court said to the SEC, you're being arbitrary and capricious in your application of the law. What would be sad is if every ETF had to go through that same journey and for Gary Gensler to get smacked down by the U.S. court system again. Како и да е. Значи, ова е моментот каде што он кажува дека нема тука муавет, сигурно ќе има алткоини. Идејата е, нормално, не е испадна да каже дека ќе има XRP спот ETF, очигледно, не може со сигурност, но се повеќе и повеќе лидери, вклучувајќи го и Назаров од Chainlink, кажуваат дека нема тука муавет, сигурно ќе има ETF. Нормално, оние кои што имаат досегашна најголема институционална поддршка, се оние кои што потенцијално и се следни. Затоа и овдека постојано се спомнуваат XRP и Solana. Поддршка од банки, поддршка од VCs и така натаму. Значи, повторно, немаме потреба да спекулираме кој ќе биде следен, битно е дека следни ќе има и битно е дека оние кои што ќе бидат следни ќе имаат многу добар bull market. Така да во оваа ситуација, во топ 15 со исклучок на Avalanche и Solana, другите ги имам, така да кои да го изберат, мене ми е во ред, нема проблем, не се брзано, само нека изберат некој во текот на оваа година. Fetchai и Singularity Net и Ocean Protocol официјално ќе направат мерџер на 13 јуни. Многу луѓе ме прашаа, еве да потврдим уште еднаш, значи ова е пред само 2 дена оваа вест. Значи и понатаму гледаме дека значи пропорцијата на менување ќе биде 1 за 1 помеѓу FET и ASI токените и моментално ќе имаме 2,6 милиарди токени, додека за разлика од тоа AGX 0,433 и Ocean 0,433. Каде е овдека разликата? Разликата е во тоа што не се истите цени како на 30 март или како беше кога тоа го донесоа.
односно Фечаи моментално има цена од $2.11, додека за разлика од тоа Agix има цена од, само да го најдеме каде е Agix, само момент, мислам дека сме близко веќе, Agix, ево, 0.88. Што значи мислам дека соодносот моментално добар е за нас, оние кои што поседуваат Agix. Зошто го велам тоа? Затоа што не е 0.43 наспроти Фед, се разбираме, туку е помалку моментално. Колку е помалку, толку подобро за нас, затоа што соодносот останува од оној од 31 март, значи ќе добиеме повеќе токени од оно што првенствено би требало да го добиеме во однос на цените кои што беа од 31 март, но повторно нема да има некоја голема разлика, не гледам тука голема причина за паника. Значи јас и понатаму продолжувам да купувам Agix затоа што сето тоа ќе биде префрлено во ASI, нема поента да купувам сега три различни токени, значи почетокот почна со Agix, продолжи со Agix затоа што и понатаму битно ми е да бидат преместени во ASI. Затоа и не правиме неко посебни технички анализи на овие токени, затоа што нема логика. Се додека не почнат да бидат овој нов токен кој што треба да биде од 11 јуни официјално достапен. Како тоа ќе биде се уште не е објаснето, верувам дека наскоро ќе добиеме соодветни информации. За сега битно е дека знаеме кога тоа ќе настапи. Ствари се извинувам. Да, но сепак на 13 јуни, че официјално на 13 јуни ќе биде. Рековме, има доста позитивни страни на се тоа, како што кажавме, значи еден токен, 3 тимови работа за него. Значи останува да видиме како тоа ќе биде реализирано, но во секој случај мислам дека е доста позитивно за нас. Следна интересна вест е PayPal со неговиот PYUSD кој што е направен на Paxos, значи Paxos откажа од BUSD на Binance и моментално најголемиот во неговата има и свој, само не мислам да беше PUSD така нешто, сега е PYUSD на PayPal, нормално тоа е во собственост на PayPal, само Paxos прави issuance на токенот. Сега моментално PayPal, значи и PUSD беа достапни само на Ethereum, истиот моментално ќе биде достапен и на Solana. Нормално Solana како место каде што имаме една од најголемите гейминг и NFT, да речем, communities, би било логично секој да сака својот стейблкоин да биде проширен на Solana заради фи. Така. Што ова е добро, колку повеќе се проширува, толку повеќе секојдневниот човек може да влезе во крипто. Тоа е добро за сите нас. Доналд Трамп уште едно. Значи ова е многу битно затоа што без разлика дали ќе биде во затвор, дали ќе биде во Белата куќа, значи мене ако прашувате 90% е сигурно дека Доналд Трамп ќе биде следниот претседател. Не може да биде гериатриот Џо, пошто не знам дали општи ќе доживее до ноември, а не да биде следен претседател за 4 години. Дечкото не знае каде се наоѓа, значи да бидеме реални. Не верувам дека има нормален американец што би гласал добро, има некои затупени како кај на СДСШ и ДПШНЕ, тоа не го менува фактот дека секој полуздрав, разумен американец, а повеќето се такви, не би гласал за гериатрија геноцид Џо. А зошто е битно за нас да биде Трамп, не ме интересира моментално ниту НАТО, ниту останати. Најбитната работа за нас моментално е ова. Crypto and the future of Bitcoin will be made in the USA, not driven overseas. I will support the right to self-custody. To the nation's 50 million crypto holders, I say this with your vote. I will keep Elizabeth Warren and her goons away from your Bitcoin. And I will never allow the creation of a central bank digital currency. Значи, најбитната работа која што можеме да заклучиме од ова, ни треба Клука и Дрвецов со црвена коса, затоа што ќе направи крипто да биде распространето во Америка. Значи, фактот дека претседател на Мурика зборува за крипто на секој вести, на секоја кампања, на секоја дебата, нема подобра реклама од ова. Значи, нема. И затоа што ќе напоменам, Чичко Трамп моментално е движечко пано за крипто и се надевам дека ќе продолжи така. Ова е одлично за нас. Се враќаме на фактот дека непањатиот Гемиџи ова го зборуваше уште пред една година. Значи, невозможно е следниот претседател на Мурика да не биде про крипто, како што во оваа ситуација видовме и за Чичко Црвено Кука и Дрвец Трамп. И последните две вести. Првата е Coinbase понатаму продолжува во битката против SEC. Значи сега моментално нормално овие промени кои што ги гледаме со новата регулатива која што се уште не е донесена, но се движи во тој правец, значи се повеќе и повеќе ставаат притисок врз SEC да се откаже од веќе постоечките судски случаи. Дополнително,
Моментално една многу битна работа се случува, затоа и ова го спомнав, не дека нешто има многу ново. Овој дел е најнов, значи не е толку нов колку што е битен. Идејата е во ова битка помеѓу Coinbase и SEC. Моментално се води околу една прецизна реченица. Дали доколку некој купил Coinbase без при тоа да подпише договор, како што треба да има договор, нормално, че не можете вие на некого да продаете акции или хартии од вредност без при тоа истиот да поседува договор. Така, значи тоа е клучниот фактор, тоа е документот врз основа на кој што он ги поседува овие хартии од вредност. Така. Сега моментално Coinbase се обидува да докаже дека ниту еден од луѓето кои што купуваат на Coinbase немаат договор. Автоматски истите не може да, тоа не се хартии од вредност. Затоа што само врз основа на пишан договор вие може да имате продажба или да речем во оваа ситуација предавање на хартија од вредност од едно на друго лице без разлика дали се физички или правни. Во оваа ситуација, значи Coinbase има многу добар момент каде што се обидува да објасни и бара од SEC да образложи пред судот врз основа на кое право он кажува дека нема потреба од пишан договор за секој од оние кои што купувал на Coinbase, се разбираме. И ако SEC не може тоа да го објасни, а не може, како ќе го објасни? Значи не постои нигде пишано право, дури и во нивниот циркус легислативен систем врз основа на судски пресуди, не постои такво нешто каде што вие може да кажете, па дечкото не подпишал договор, ама купил хартија од вредност. Такво нешто не постои. И автоматски, зошто е ова толку битно? Во моментот кога ќе успее да докаже дека не може да има продажба на хартија од вредност без договор, автоматски нема да пропадне само тужбата против Coinbase, туку и тужбата против Binance, туку и тужбата против XRP, и тужбата против Kraken, и така натаму. Се разбираме, поголемиот дел од овие тужби ќе пропаднат затоа што никој не подпишува договор кога купува XRP, Solana, Cardano, Ethereum. Не постои такво нешто. Значи станува збор за peer-to-peer, каде што вие разменувате капитал, а не хартија од вредност. Се разбираме. Така да ова е многу битна работа и нормално ќе продолжиме понатаму да следиме. Уште еден битен случај кој што моментално Конгресот го користеше за да ја одземе моќта на SEC, а тоа е случајот на Deadbox, кој што во оваа ситуација доби, че претходно го имаме спомнато само на кратко, станува збор за помал проект кој што за жал практично е на момент пред да престане да постои, затоа што нормално кога ќе ви се сркне некое куче како SEC, а вие немате доволно капитал да се браните, значи научна фантастика е да успеете да го преживеете судскиот процес. Значи XRP беше четврт по големина проект, па изгуби многу и на вредност и на маркет кап баш поради тоа што SEC го гонеше, со години се уште го гони, додека во оваа ситуација Deadbox успеа дури и да го добие случајот. И 1,8 милиони SEC треба да плати на Deadbox, затоа што преку овој притисок кој што го врши на проектот и лажните изјави кои што ги дале представниците на SEC, направиле проектот да биде во загуба. Кешки да е само Deadbox. Ја верувам дека ќе има уште многу вакви случаи, почнувајќи од Ripple, па натаму Coinbase, Binance и останатите кои што потенцијално вака ќе завршат. Тоа е многу позитивно за нас, затоа што за прв пат, значи ако се сеќавате пред само година дена излезе Гери Гангстер пред Конгресот и кога го праша колку е неговиот успех против крипто компании беше 100%. Сега е 20%. Значи во однос на тоа дека губи против Coinbase, губи против Ripple, ќе изгуби против Kraken, голема веројатност дека дури против Binance ќе изгуби, веќе изгуби против Deadbox, неговата успешност против крипто проекти е негде околу 20%, што е смешно за нели државна институција. И за крај, значи колку и да се обидуваат да не убедат дека тоа не е битно, моментално председателот на Аргентина, дечкото со зулуфите, значи моментално направи посета на Ел Салвадор, сега моментално помеѓу себе имаат размера нели на конференции таму што и да е, каде што Аргентина е екстремно заинтересирана да види што прави Ел Салвадор во однос на биткоин, затоа што знаете и сами Аргентина има енормна инфлација, потребен е начин како истата да заузда. Замислете само, значи зошто велам дека ова се види премногу било хајп, тоа немало никаква врска, има голема врска. Сега ќе ги кажам зошто. Замислете кога практично држава како Аргентина ќе го искористи биткоин да ја надмени инфлацијата. И замислете ако тоа успее. Значи, тогаш како ќе се објаснат секојдневните држави на своите гласачи зошто не користат биткоин за стабилизирање на својата валута. Така. Значи, уште еднаш ќе напоменам, колку и да представуваат дека ова не е битно, истото го прави за Ел Салвадор. Некоја мала држава таму, некој островче не е битно нешто таму. Сега Ел Салвадор е една од најпрофитабилните држави пер капита во светот. Затоа што инвестирал во биткоин.
И уште еднаш ќе кажам, замислете кога биткоин ефективно ќе го реши проблемот со инфлација во Аргентина, нормално ако овој со зулуфите го прифати тоа. Значи Моронот одлучи да не пристапи кон БРИКС, може нема да го прифати ни биткоин, кој го знае, си пука у колено, негов проблем, но пак ќе напоменам само уште еднаш замислете што ќе се случи ако ефективно биткоин успее да го реши проблемот со инфлација на голема економија како Аргентина, втората по големина на јужноамериканскиот континент. Како и секогаш за крај, значи нормално, уште еднаш го најавуваме подкастот со самиот Криптофил, да ќе успееме да реализираме се, докато немаме технички потешкоти. Ќе го погледнете утре како специјално видео. Во меѓувреме, значи, уште еднаш ќе напоменам, гледате дека напорно работиме за едукација на македонскиот народ, се што бараме од вас, значи не бараме никакви пари, не бараме ништо, се што бараме да ни помогнете да распрестрелиме ова материја на што повеќе македонци. Да направиме македонците да можат да учат на македонски јазик за криптоекономија и финансии. Во меѓувреме, оние кои што се нови, погледнете го ова видео на првот на нашиот канал, каде што ќе можете да ги најдете сите битни информации за тоа како да се снајдете на нашиот канал. Веќе сум во контакт со нашиот млад програмер кој што ќе се сели во Малта, кој што ја прави страната за каде што ќе може многу полесно да ги најде сите содржини кои што ви се потребни. Значи кога ќе дојде на Малта наскоро ќе седнам со него, ќе го реализирам и овој мал проект кој што ќе биде достапен на сите наши гледачи, каде што многу поедноставно ќе може да ги најдете сите содржини кои што ви се потребни. Нормално и понатаму ќе ги гледате на YouTube каналот, но ќе може да ги наоѓате преку оваа страна. Значи се постепено работиме, гледате, самата заедница ни помага да го направиме овој проект многу поуспешен. Значи за разлика од Мерцедес и Тесли, на Фичо луѓе доаѓаат и путкаат кога не може да запали, па така и овдека заедницата е секогаш тука да помогне за подобро да реализираме нашата нормално материја. Дополнително, како и секогаш во секоја од нашите видеа, може во дескрипција да ги најдете првенствено содржината за што зборуваме на самото видео, затоа што имаме различни плейлисти, обработуваме многу различен тип на материја. Ги имате социјалните мрежи, кои што може да ги следите за уште повеќе дополнителни информации кои што ги споделуваме надвор од видеата на каналот, и нормално лайк, шер, сабскрајб, комент со цел оваа материја автоматски да биде повеќе и повеќе шерувана од страна на алгоритмите на нашите канали и социјални мрежи. Бидете внимателни, постојат многу луѓе кои што ја копираат нашата работа, значи ги ставаат нашите лого, профил на кавер и се обидуваат да ве измамат. Значи ако некој ви пишува прв пораки, тоа не сме ние, значи тоа сигурно некој друг кој што се обидува да ве измами. Значи 100% јас прво нема да ви пишам, ако некој тоа го прави со некакви си награди, игри, airdroпови и слично, тоа не сме ние. Значи слободно пцујте, банирајте и да не ви е гајле. И за крај, значи уште еднаш, значи ние не бараме ништо од луѓето кои што гледаат нашиот канал, но многу од вас сакаат да донираат, па затоа и ги имаме овие блокчейн адреси кои што потоа како и досега, значи во два наврати ќе организираме добротворна акција во која што ќе ги споделиме сите оние работи кои што се ги доставиле до нас во оние кои што им се најпотребни средствата за помош дома во Македонија. До сега помагавме на една црковна организација од Фелес, сакам да направам нешто повеќе, значи да направам нешто поинакво. Останува да видиме како ќе изгледа сето тоа доколку добиеме некои дополнителни финансии. Исто така имате и оваа апликација Купи ми кафе, преку која што може да не честите едно кафе, да речеме. Уште еднаш, значи транспарентно понатаму ќе најдеме некоја кауза која што е битна и која што нели е, да речем, потребна на македонците во Македонија, со цел како заедница да помогнеме. Значи ова е, вие сакате да наградите нас, ние и понатаму враќаме назад на македонскиот народ. Така да, може многу како заедница, ви благодарам за се гледаме во следното видео, уживате во утрешното специјално видео подкаст со Криптофил и поздрав од Крипто Гемичи.